Куркумата често се нарекува кралица на зачините, поради своите бенефити на здравјето и на човековиот организам. Се верува дека со редовно конзумирање, најчесто во исхраната и во пијалоците, влијае антивоспалително, има позитивно дејство на зглобовите, се користи и како лек за простата, за висок притисок, а куркумата се користи дури и за третман на канцер, за депресија, се користи за имунитет, за подобрување на состојбата на кожата, но и за слабење. За тоа што е куркумата, зашто е добра и како се користи куркумата како лек, ни откриваат повеќе нашите стручни соработници од Natural Vita Plus. Во продолжение, одговорите ги има Снежана Тренчева. Куркумата е еден од најдобрите зачини, кој што во последните децении научниците многу ја истражуваат затоа што има многу бенефити. Иако содржи над 200 активни супстанции кои што придонесуваат за нашето здравје, една од најважните супстанција која што содржи внатре е куркуминот. Значи, она придонесува многу за за подобрување на нашата здравствена состојба, пред се, значи за намалување на воспалителните процеси, но не само тоа, она е убава и за кожата, убава е за срцето, убава е за кардиоваскуларниот систем. Корисна е да се користи за детокс, потоа е корисна да се користи кај луѓето кои што страдаат од некои други похронични заболувања, како и во последно време се користи кај лицата кои што боледуваат од карцином. Веќе добро ни е познато дека куркумата има антивоспалително дејство. Дали е ефикасна и во регулирањето на хроничните и акутните воспалителни процеси? Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Natural Vita Plus во продолжение. Многу големи прашања има во врска со куркумата, на кој начин да се користи, дали да се користи во зачин, значи во самата исхрана која што ја внесуваме, дали при готвењето, дали да ја користиме во течна, дали да ја користиме во капсула, дали да ја користиме во прав. Значи, пред се најважното е нешто кога ја земаме куркумата за едноставно да го подобриме вкусот на нашата храна, може слободно да ја додадеме во зачин со додаток на пиперидин. Доколку ја користиме за одредена здравствена состојба, најважно е пред се да ја знаеме концентрацијата на самата куркума што се содржи во тој суплемент. Затоа што има многу различни суплементи кои што се во зависност од тоа дали е во течна или во капсуларна состојба, дали содржи турмерик, дали содржи С комплекс на куркума, дали содржи чиста куркума, која милиграми ги содржи внатре и за каква здравствена состојба. Се е тоа индивидуално и многу зависи од она што сака самиот клиент да постигне кај него и доколку има некоја хронична болест, како да го подобриме неговото здравје. Споменавме и во воведниот дел. Куркумата е добра и за зглобовите, како и за одржување на здравјето на коските. На кој начин ви откриваме во продолжение. Куркумата, освен што е добра за коските, добра е за воспалението на мускулите, значи пред се што прави она? Она го намалува воспалителниот процес. Значи, доколку имаме ние болка, помало движење во самите зглобови, немаме активност на самата мускулатура, слободно може да се земе куркума, која што, значи, ја зборуваме како суплемент, не како зачин. Тука можам да напоменам зошто не како зачин, затоа што нема да ја внесиме вистинската хранлива вредност која што може да ни помогне во намалување на воспалителниот процес, затоа што некогаш болката во коските, зглобовите и мускулите станува збор за воспаление на самите мускули, воспаление на самите зглобови. Најважно е нешто што да го внесиме од самата куркума, колку количина на куркумин ќе внесиме во нашето тело. Така да она куркума која што се продава рефус, која што се продава во зачин, затоа што не е изваден самиот пептидот внатре, хранливата вредност на куркуминот, не може да ги донеси истите бенефити како кога го земаме како суплемент. Затоа што самите фармацевски компании придонесуваат на тоа од една трева или билка да можат да извадат една молекула со додатоци на други биоразградливи функции внатре, за да може тоа да има бенефит во самото здравје. И што е најважно, апсорбцијата. Куркумата е тешка за апсорбција, значи за да може куркуминот да се апсорбира, оди многу тешко. Затоа во самите суплементи и додатоци во исхрана се додаваат други биоактивни соединенија кои што помагаат за поправилно да може да се апсорбира самиот куркумин. Самиот куркумин кој што го викаат златен лек, не само што придонесува за намалување на болките во коски, зглобови и мускули, придонесува за прочистување на кожата од сите радикални агенси, значи од оксидативниот стрес, придонесува во подобар изглед на самата кожа, акните, кај изгореници, побрзо заздравување на рани и многу други бенефити. А сигурно сте се запрашале и дали куркумата знае да биде и опасна, како и дали сите куркума зачини ги даваат овие ветени ефекти. Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Natural Vita Plus во продолжение.
Куркумата може да биде опасна доколку ја купуваме рефус, значи на отворено. Кога се продава рефус и на отворено, таа има толку многу специфичен еден молекул, значи толку е разградлива што многу лесно доаѓа во контакт со микроорганизмите кои што кружат низ самиот воздух. Така да и самото дејство на самиот куркумин што го има куркумата, како и самата контаминација со микроорганизми може да предизвика некаков негативен ефект. Сите куркуми се добри, значи пред се зависи, зборуваме за суплементот, значи во зависност дали е во течна или во капсуларна форма е добра, но зависи која количина на куркумин ја содржи внатре. Значи ние како куркума ја знаеме како куркума, но важно ни е дали содржи доволна количина на куркумин, зашто она е лековитото дејство кое што ние го користиме во давањето и на подобри здравствени придобивки на нашето здравје е количеството на куркумин. Најбезбедна е она куркума која што е херметички затворена, која што е во течна состојба, која што е во капсула, која што е од фармаколошки бренд произведена и која што се продава во специјализирани продавници, аптеки и дрогерии кои што се специјализирани за продажба на самата куркума.